Здраво, Водолеј! Здрава и добре дојдовте во новото видео во кое ќе дзирнеме што ни носи, каква енергија ни носи месец март. Значи ова ќе бидат пораки кои ќе се однесуваат на месец март и се она што ќе ве прати во текот на месецот. Сега пред да започнеме, јас само би сакала да ви споменам дека убаво би било да се претплатите, се разбира доколку сакате да бидете дел од сето ова што го правиме, да се претплатите, со тоа ќе добивате известувања стегајќи нели на звончето, ќе добивате известувања кога навремено излегуваат овие видеа, не ми пропуштите ништо. Со тоа ќе помогнете на каналот да расте, со тоа мене ќе ми дадете потврда дека она што го правам не е залудно. И па, драги Водолеи, да почнеме со она што е најважно сега. Она што е најважно и што го гледам за вас е дека вие сте извојувале некаква победа. Вие сте дошле до целта во некоја работа. Оваа битка која водевте заврши со ваш успех. И сега за некој ова веќе е завршено, вие го добивте успехот, завршена е битката. За некој очекувајте ова дека ќе се случи во месец март. Значи ве очекува некаква победа, некаква добивка, не извојувана некоја победа. Нешто што сами сте го добиле, не ви паднало од никаде како подарок. И сега она што е важно овде е дека некако вам енергијата почнува да ви се менува. Ви се менува на тој начин што некако полека ви спласнува возбудата околу оваа победа и вие добивате чувство дека вие можеби повеќе изгубивте отколку што добивте во оваа битка. Зашто се работи, вие знаете зашто се борите. Меѓутоа јас сакам да ви кажам како ќе се менува еве енергијата. Вие почнувате да чувствувате дека добивте, да, победивте, но изгубивте нешто, изгубивте пријателство можеби, изгубивте драга личност можеби, изгубивте нечие присуство, поддршка, изгубивте љубов, нешто сте изгубиле. Можеби настапивте некако избрзано во ова. Додека го правевте, вие бевте апсолутно сигурни и убедени дека сте на прав пат, дека ова што го правите е вистинското. Толку настапивте, толку огнено некако. Меѓутоа сега сте во ситуација да се замислите дали воопшто и вредеше ова. Некако не уживате во успехот. Не знам зашто ве следи таа енергија. Најверојатно затоа што имате чувство дека нешто изгубивте. Повеќе некоја работа што постоеше повеќе не е со вас. Благодарение на битката која се водеше, благодарение на... Вие знаете зашто се работи, меѓутоа јас ви кажам, тоа веќе нема да биде во вашиот живот. И таа некаква енергија ќе се продлабочува и почнувате веќе, ќе настапат и првите грижи, непроспиени ноќи. Вие премногу ќе се пречувате дали воопшто требаше да се направи и да се случи она што се случи. Можеби за некој од вас се работи за сигурност. Вие имате грижи околу вашата сигурност. Можеби за некој самодоверба. Вие ја изгубивте сега самодовербата. Некако не може да најдете во себе никаква сигурност веќе. И многу се плашите околу тоа. Чувствувате незадоволство. Имам чувство дека чувствувате незадоволство околу вашиот изглед, околу вашата самостојност
или околу вашата моќ да ги изведете работите на патот на кој треба да бидат изведени. Чувствувате незадоволство. Се грижите околу сето ова. Не знам зашто се грижите. Меѓутоа, вистина ви предизвикуваат овие нешта многу неубави мисли. Некако не можете да си ја вратите самодовербата. Сакам да ви кажам дека не треба да се препуштате на овие мисли во никој случај, затоа што се е времено, се е привремено. И ова ќе помине. Затоа внимавајте да не навлезете длабоко во овие негативни мисли околу вас и чувства. И се плашите, некој дел од вас се плашите дали ќе може финансиски да го поддржите сето она што следи. Вие знаете што ќе се очекува, што ви следи и вие имате грижи околу тоа дали ќе може финансиски да го издржите тоа. За некој од вас, за помладите, за студентите, за учениците, дали ќе може вие се плашите да ги завршите испитите, дали некако сте изгубиле довербата и самодовербата. Друго, поголемо и поважно што ќе се случи во периодот е дека некаква енергија доаѓа кон вас или вие праќате некако ќе бидете многу вие обично сте поемотивни. Не сте преголеми емотивци, меѓутоа обично настапувате со емоции. Меѓутоа, во периодот кој следи, вие ќе настапите некако малку по, да речеме, малку повеќе користите разум отколку емоции. А тоа може да изгледа да добие да донесе спротивен ефект од она што сакате вие да го постигнете. Вие сакате да постигнете успех, меѓутоа може да донесе кај другите луѓе некаква одбивност. Затоа, она што сакам да ви го кажам, советот е овој месец да внимавате како настапувате. Значи, да внимавате на зборовите, на вашите действија, да не настапите агресивно, да не настапите вулгарно, да не настапите. Значи, пробајте малку со љубов. Малку со љубов и внимание кон другите луѓе. Има некоја работа која не ви е јасна, не знаете што се случува околу тоа, ве мачи исходот на некоја работа. Оно што треба да ви го кажам јас овде е дека оно што не ви е јасно, а не ви е јасно може би околу некој крај. Крај нема да има. Оваа работа уште долго ќе трае. Не знам зашто, еве таква порака да гледам дека нешто на кое мислите дека му доаѓа крајот, јас треба да ви кажам дека крај нема да има уште едно долго време. Се работи за нешто убаво. Голема е веројатноста да е нешто убаво. Да, може би па се плашите дека нешто ќе заврши, меѓутоа не грижете се, не завршува. Уште долго ќе биде во вашиот живот тоа нешто убаво кое го очекувате. И исто така да ви, значи кога ви кажав дека треба да внимавате како се однесувате кон другите луѓе, може би неизбежно изгледа ова, вие некого ќе повредите. Ќе повредите некого и тој некој или пак вие ќе бидете повредени од нечија постапка и сега веќе сакате да се заминете од тука. Ова е заминување, значи ова се емоции каде премногу сте вложиле, премногу и предолго сте вложувале
и сега веќе си заминувате. Зависи од која страна на приказната сте вие, значи може би вие заминувате, може би некој заминува од вашиот живот заради како последица на некоја работа која некој го буде повредила, или вие го повредите, или вас ќе ве повредат и заминувате. Оно што доаѓа код вас од другите луѓе, на која е неважното само да го споменеме, тоа е дека некој човек во вашиот живот, некој човек може да е близнаци, може да е вага, некој се чувствува дека му доаѓа крајот. Во некој случај не мислам на физички, значи нема тука ништо лошо, не грижете се, меѓутоа му доаѓа крајот на неговите способности, сили, моки, на нешто му доаѓа крајот. Тој човек е веќе може би нема веќе што да ви каже, нема веќе мудрости кои може да ви ги каже, нема веќе совети кои би ви ги дал. Тука завршува нешто. Се што имал дал, се што можел направил, се истражил максимално и сега ќе ве остави да си продолжите понатаму. По свое, најверојатно, сами ќе носите, да, може од некоја страна од која сте биле зависни, таа страна сега сака да ве остави вие сами да носите одлуки, сами за себе. Може се работи за некој од вас работи на професионално поле, може би доаѓа крај на нешто во вашата работа доаѓа крај, може би крај на една етапа, ќе настапи нова, нормална после тоа, меѓутоа за сега доаѓа крај на некој циклус. Не знам, ќе видите зашто се работи, ќе покаже времето. Во љубовта, кај тие што ги интересира тој дел, нели, она што доаѓа кон вас од другите луѓе е многу убаво. Ете, во љубовта барем очекувајте убави работи. Овде постои една ситна мала порака за некоја мала група од вас, нели, се работи. Мислам дека кај некој од вас или вие ќе почнете да живеете со некого, или некој доаѓа во вашиот живот. Без разлика дали се работи за партнер, може би вие веќе сте семејство и некој доаѓа во вашиот дом. Некој доаѓа да живее со вас. Може би родител, може би вие ќе мора да се грижите за своите родители. Може би некој доаѓа кон вас, ако е во љубовта, во врските, некој доаѓа со вас, кој бил малку по-емотивно недостапен, сега веќе ја менува својата енергија и кон вас покажува многу љубов, тоа вас ќе ве изненади, ќе покаже премногу љубов, ќе ви понуди нешто, може тој е токму тој кој ќе ви понуди да живеете заедно. Некој човек, ова е најверојатно истиот, кој веќе се откажува, тој носи преголем товар, значи преголем товар. Треба да имате во предвид тие што се грижат за вас, дека периодов е многу тешко им оди, меѓутоа не сака да го покажа тоа. Во некои моменти сака да ви кажа дека е претешко, сака да помогнете малку во товарот, меѓутоа нема да го направат тоа, ќе бидат храбри докрај, ќе се обидат докрај да си го носат својот товар, но пораката овде е да обрнете внимание, значи на оние кои се грижат за вас, кои вложуваат многу голема енергија за вас, обрнете малку повеќе внимание, може би ќе треба да излезете во пресред за нешто.
Тоа е тоа отприлика што може да се каже околу оваа енергија. Се за крај, да не се прескокаме, со сите знаци го правиме тоа. Јас сакам вие да замислите желба една или може би прашање на кое сакате одговор. И јас ќе ви одговорам со да или не, или пак ако тоа е некоја порака кратка, само ќе ја кажеме. Ајде, дали сте спремни да видиме? Епа, драги водолеи, одговорот овој пат е не. Значи не. Немојте, тоа ќе донесе нема да донесе ништо добро. Да не изборувам, не знам зашто се работи, меѓутоа еве ќе кажам само не. Немојте, тоа е пораката за вас. Значи, тоа ќе биде тоа за сега. Сега она што сакаме да останете срикни, задоволни, со добри мисли и до следното слушање. Чао, чао!